И годинава ќе свири трубата на Пехчевски Павловден. 4 дена Пехчево ќе биде под опсада на добрата малешевска музика, произведена од трубачките оркестри, но секако и модерна музика која ќе ги задоволи вкусовите на сите гости, кои годинава организаторот очекува да ја надмине минатогодишната бројка. Фестивалот на дувачки оркестри, единствен од ваков тип во државата, за Пехчевци е гордост, кој 6-та година поред се организира на врвно ниво. Фестивал кој што е бренд за Пехчево, препознатлив. Градот е препознатлив по фестивалот. Фестивал во кој што виртуозите на дувачките инструменти доаѓаат до израз. Во нашите краишта од дамнешни времења имаме традиција на такви дувачки оркестри, блех оркестри, кои што со години наназад не забавуваат на прославите, на свадбените прилики и на други прослави, па тоа не поттикна да дојдеме до идеја и да го создадеме овој фестивал. Фестивалот започнува на 13-ти со етно саемот на традиционални ракотворби, сувенири, производи од малешевијата, а во наредните 4 дена ќе настапат околу 1000 учесници во уметничката програма. Потоа продолжуваме вечерта со официјалното отварање на фестивалот на дувачки оркестри со традиционалното дефиле на мажоретниот состав и дувачкиот оркестар од Ловеч, Република Бугарија. Исто така имаме настапувачи, односно дувачки оркестри од соседна Србија, Бојан Ристич, дувачкиот оркестар Браз Бенд. Потоа имаме оркестар од Соединетите Американски држави, кој што ќе настапи ревијално во четврток. Во петок продолжуваме со ревијален настап на дувачкиот оркестар Уска Кан од Берово и последната вечер, односно во сабота, Џамбо Агушеви. Од реномираните музички звезди, во среда можеме да го проследиме концертот на Миле Кузмановски, четврток концертот на Силви Бенд, во петок ја очекуваме големата звезда од соседна Република Бугарија Рајна и на 16-ти завршуваме финално со концертот на Саша Ковачевич. Во надпреварувачкиот дел, каде 6 оркестри ќе се борат за златната труба и годинава ќе го имаат условот да го произведат малешевскиот звук од трубата. Секој оркестар треба да свири од најмалку 20 минути, мора да се испочитува како се свири малешевската музика. Значи, не смее оркестар да употребува некакви си джез елементи или класични елементи, се знае малешевско оро како се свири. И тоа мора да се свири од почеток до крај, како што го свирили нашите предци. Минатогодишното искуство покажало дека на фестивалот му недостига меѓународна фестивалска вечер. За понатаму да се направи една меѓународна фестивалска вечер и мислам дека интересот ќе биде многу голем и фестивалот како фестивал, како бренд на Пехчево ќе се слушне уште многу подалеку. Покрај културно-уметничките друштва, дувачките оркестри и познатите македонски регионални пејачи и групи, во доцните ноќни часови младите ќе ги забавуваат познати диџеи од Македонија и странство.